убав почеток и не можевме да замислиме. Така, ова е фантастичен почеток и уште подобар начин за да најавиме едни денешни прекрасни гости кои што ни доаѓаат од Драчево, Основно училиште Кузман Шапкарев. Добре ни дојдовте. Аплауз! А за да биде сево ова прекрасно и во текот на цело ова издание, за прв пат, драга моја Спасија, го истакнуваме и нашиот денешен драг гостен, кој воедно ќе биде и судија за тоа да се одлучи која екипа е подобра. Затоа сите заедно да го поздравиме господинот Тихомир Весковски, кој што е солист на тамбура и воедно раководител на научекот за народни инструменти при Македонската радиотелевизија. Многу ни е драго што сте дел од ова издание. Се надевам дека веќе добивате идеја која екипа ќе биде подобра, а доколку немате, можеме да ви помогнеме. Како звучиме ние екипа Жолти? Жолти сме! Горди сме! Шампиони сме! Благодарам. Спасија твојата. Извини, ти на шампиони во што? Во емисијава. Да, ќе видиме. Бидејќи време е црвените да го возвратат ударот, драги мои црвени, како навиваме ние да чујат гледачите, а воедно и се моли кадар на кај црвената екипа доста жолтите ги снимате. Ајде, црвени, може! Црвени, црвени, црвени! Ништо. Слабо, Спасија, слабо. Не може Така, ме слабо. почестиме со еден аплауз и од екипа Жолти. Имате наша Извежбаме после малку подосна подобра. секогаш ќе имаш ти поддршка од мене, не се грижи, но ајде да им дадеме поддршка и на гледачите преку телефонските броеви. Верували или не, Спасија секогаш е задолжена, бидејќи тоа најдобро звучи кога го кажува таа. Така, драги мои, верувам дека не постојат луѓе кои што не ја посетиле нашата Facebook страна, а доколку има такви, да го сторат тоа сега веднаш и одма, бидејќи ве очекуваме таму да ставите лајк, коментар, да го пријавите вашето училиште да биде дел од оваа наша шарена, убава, интересна магија, а воедно ве очекуваме да се јавите на 3 22 22 36 и да кажете дека навивате за црвената екипа. Не. И кажете дека навивате за екипата Жолти. Но како и да не се расправаме пред стручното жири, како да господин Тихомир во денешното издание, во текот на целото ова издание ќе бидете сведок на една фантастична забава, И дружба. атмосфера и жолта боја. Ќе видиме, ајде! Драга моја Тина, јас сум во друштво на Бојана, кој што воедно е мој капитен. И Но тоа не значи дека само ти имаш капитен Спасија, јас го имам Лука, ве молам поддршка за Лука. Сега кој ќе почне прв, да ви дадеме предност или ние да почнеме први? Ди, Вие? јас. Па чекај малку, ти си со момче, јас сум со девојче и нели момчињата им даваат предност на девојчињата? Добро. Ла, почнете вие. Ајде, повели Бојана, подготвена си? Да. Ајде. Основното училиште Кузман Шапкарев е основно училиште кое е изградено во 1971 година од Цирано во населбата Драчево во Скопје. Училиштето има за цел да ги подготви учениците да бидат во чекор со новото време, каде ќе може да одговорат на новите предизвици кои ги очекуваат. Основното училиште Кузман Шапкарев има учествувано на повеќе надпревари, од кои на некои учествуваат повеќе години. Например, регионален надпревар по математика, смотри на млади техничари и природници, општински квиз надпревар и слично. А учениците од ово училиште се имаат закитено со многу пофалби, благодарници, признанија и дипломи од овие надпревари. Драчево е населба во општина Кисела Вода во градот Скопје. Поради својата големина и бројот на жители, Драчево е прерасната во градска населба на градот Скопје и се наоѓа во јужниот дел на Скопската котлина на 12 км оддалеченост од центарот на Скопје. Постојат две главни теории за потекото на името. Првата теорија смета дека во основата на името Драчево може да се наоѓа личното име Драче, а втората теорија за потеклото на името се поврзува со растението што се вика Драч или Драча. Драчево со своето богато историско минато од секогаш бил инспирација за неговите жители, многобројните настани, личности, случки и се друго што било поврзано со него, а кои со децени и векови се пренесувале од колено на колено.
Браво! Секоја чест за Бојана. Нека не те збунува. Браво, Бојана. Добро, слушнавме Спасија. Немам збор, немам коментар, се е одлично, но Лука е задолжен да звучи подобро. Ние подготвивме фотографии, така ќе има и фотографии. Ајде, Лука, малку повеќе да ни откриеш за Драчево како населено место со вековни корени. Драчево како населено место со вековни корени на културните традиции им придавало значење и дало собствен придонес во нашата севкупна култура. Одгледувањето на културните традиции било поврзано со верските празнувања. Културно-верскиот и рекреативен центар Трикруши представува една од значајните потвати со трајни вредности. На овој локалитет се лоцирани црквата Света Петка и повеќе метарскиот крст. Тука секојдневно доаѓаат многобројни посетители да се насладуваат на неговата убавина и да се релаксираат. Од 2006 година под покровителство на општина Кисела Вода започна манифестацијата Културно лето Трикруши, каде настапуваат естрадни уметници и актери, културно-уметнички друштва како и гости од повеќе земји од Европа. Во Драчево постои традиција покрсти, вториот ден од на Великден, кога голема поворка на жители со црковни знамиња и литии пешачи од црквата Свети Спас, преку Марков Рид до манастирот Пелиница и завршува у местноста Трикруши, пошто следи празничен ручек и веселба. Со децении во Драчево обстојува културно-уметничкото друштво Кут Китка и е еден од заштитните обележја на Драчево. Во моментов се одржува цветното дефиле во Кисела Вода по повод празникот Ѓурговден. Браво! Спасија, каде избега ти? Премногу ли добро звучевме? Не, јас избегав каде што ми е местото, секогаш во нашата креативна шарена работилница, каде што овие ученици се навистина вредни и творат. А што творат ке ни кажат? Сега на ред е да ги представам црвените. Филип, Теодора и Павле, црвени аплауз за нив. Браво! Жолтите, Дајана, Јоана, Никола и Тијана. Жолти аплауз, немој да ми спиете и носки да ми грицкате. Ете така, ајде, црвени да кажеме што правиме ние? Ние правиме чини и кокошки. Чини и кокошки од глина. Да. Инаку да напоменеме дека нели Драчево е познато по изработката на ваквите глинени работи и ти правиш чини, но со цвечиња. Дали ова може да го кренеме бидејќи се уште во изработка, но еве само колку да ве скокотнеме, драги мои, да видите што прават црвените, навистина се умешни, но дали се подобри од жолтите, ќе видиме. Жолти, што работиме ние? Ние работиме цветни венчиња. Цветни венчиња од цвеќиња и тоа природни. Да. Кажи ми ти како единствено момче, се грижат ли овие девојчиња за тебе? Да, што правиш ти? Бојати со јајца и ти? Добро, продолжи си со добро, ете така. И нели да напоменеме дека се до Спасовден, драги мои, се вика Христос воскресе. Вистина воскресе, нели ти наврати Вистина ми? воскресе. Но Спасе, имам една забелешка. Немој да што се е плачеш сега? од мојата територија. Погледни таму, имам уште еден представник, а гледам и ти си подготвила представник, можеш да најавиш што се изработува во моментот. Така е, значи ги имаме Ана, Марија и Марио. Само да скокнам до нив, што правиме ние? Бојаме цветни. Цвеќиња ќе цртаме, значи ќе твориме, нема да ви сметам, или може би на Марио ќе му подзасметам, бидејќи доаѓа од жолтата екипа. Да, цртам за црвениот крст. Браво, одлично, продолжи, нема да ви сметам на вас. Така, А Спасија, денес е светскиот ден на црвениот крст. Да, тоа да напоменеме. Може би ќе треба прва помош за повеќе поени, но за да треба повеќе помош за екипа црвени, ние ќе земеме претходно здив и ќе се подготвиме за точни одговори. Аплауз! Која е вистинската локација ќе ни открие мапата. Таа не чека во ранецот на Дора. Само следите ги насоките. Кога се бара излез од зоолошката градина, треба секогаш да се биде доследен на планот. Пингвините тоа најдобро го знаат. Па донирајте им ги своите гениални идеи за бегство. Од понеделник до петок. Вашите омилени цртани серии Дора истражува и Пингвините од Мадагаскар. Постои свет во кој сирената станува вистинска девојка, а жабата со еден бакнеж се претвора во принц.
Овде се е возможно. Јунакот убил 7 муви со 1 удар. Црвенка па разговара со волкот во шумата, а играчките ќе доживеат вистинска авантура. Од понеделник до петок. Дечиња, приказната започнува со "Си било еднаш". Добар ден, одговорниот за интервјуто веднаш ќе пристигне. Учи странски јазици и компјутери. Посетувај дополнителни курсеви. Зголемија твојата шанса за работа, затоа што секој може повеќе. Ти можеш повеќе. Знаењето е сила, знаењето е моќ. Тина, време е за првата игра. Во друштво сум со Дамјан и да ти кажам право, ве предизвикуваме. Како може да не предизвикувате, тој седнат на стол? Очигледно под голем стрес и трема сте во однос на тоа, затоа што јас сум подготвена со лука, така е, да. Но, Антонио, се извинувам, а инаку, Спасија, морам да ти кажам дека овој пат ќе бидеме брзи и експресни. Значи, Ајде. почнуваме со прашање број 1 за Антонио. Ајде, Антонио, подготвен? Да? Добро. Првото прашање за Антонио гласи вака. Кој поем не припаѓа на групата Нил, Амазон, Килиманџаро, Дунав? На овие поими не припаѓа поимот Килиманџаро, Зошто само кажи на Спасија? бидејќи Килиманџаро е планина, а другите се реки. Точно. Браво. Нашето прашање гласи кој поим не припаѓа жолта екипа. Ви благодарам многу, се шегувам. Одиме со прашањето за нас. Односно за Дамјан. А прашањето го гледаме сега веднаш одма на големите и малите екрани гласи вака: кој поим не припаѓа Грузија, Украина, Хималаи или пак Индија? Не припаѓа Хималај. Зошто? Бидејќи сите останати... Ама тоа на микрофон, да не? Бидејќи сите останати се држави, а Хималај не. Точен одговор! Вајзот, Слушнавте? изначена ситуација, да, ќе ви доизмениме со следното прашање за кое што повторно е подготвен Лука. Ова Антонио, одиме, не можам сега Лука, од Антонио, глава ми реши се изгледа. Тина, реши се. И одиме со прашањето за Антонио. За Лука? Како да е Сириус е? Ајде да видиме. Под А планета, Б звезда, В растение. Точниот одговор е под Б звезда. Антонио. Добро ли? Така, супер е. Ајде, Дамјан, подготвен си, исправи се, земи длабоко здив, стартува нашето прашање и точен одговор за нас се разбира. Црвени може еден громогласен аплауз да го храбриме, Дамјан. Прашањето наше гласи како: Ајфеловата кула се наоѓа во... Евеа со фотографии, навистина е убава, доколку не сте посетиле да го сторите тоа во скора иднина. Значи се наоѓа во под А Лондон, под Б Мадрид, под В Париз. Ајфеловата кула се наоѓа во Париз. Добро, точен одговор и ќе ја замолам црвената екипа за аплауз и да не дофрла, да не ми го збуни Дамјан. Останува и последниот предизвик за мене и Антонио, поточно за Антонио имаме прашање, а прашањето е. Ајде. Оп, еве го Антонио, озонот е под А безбоен инертен газ, Б отровен син газ или пак В отровен прав? Точниот одговор е под Б отровен син газ. Браво за Антонио, тоа се бареше, постигнати сите 3 поени, точно Така е, говори. за сега се во водство, но тоа водство ќе трае само 3 секунди, бидејќи ние го очекуваме нашето прашање со кое што ќе го изедначиме резултатот. А нашето прашање, еве Дамјан зема веќе длабоко здив, не треба да кажувам. Последно за денес за овој квиз гласи вака: заштитата од UV зраци се постигнува со под А носење очила за сонце и заштитна облека, под Б земање соодветни лекови и под В сончање. Точниот одговор е под А. Заштита од Носење очила за сонце и сонце и заштитна облека.
Точно, најточно, преточно. Во секој Еден. случај ќе мора да се заштитите од нашите точни одговори понатаму, а сега имам едно прашање. Да видам најнапред Антонио како се смее. Како изгледа Антонио кога е насмевнат? Ако те скокотам, еве ова е вистинската насмевка со заби. Спасе, ти како се смееш? Па тоа постојано го гледаат во емисија. Јас не гледам сега. Ете, тоа е насмевката која се бара, а ние подготвивме нешто повеќе за насмевките во наредните минути. Уживајте. За да ви биде убав денот, дарувајте насмевка. Понекогаш зборовите не мора да бидат кажани. Доволна е само една секунда за некој неочекуван момент да успее да биде фатен од нашите очи. Тогаш забораваме на се и дозволуваме искрена насмевка да ни го покрие целиот лик. Па има ли некој кој прави вие да се чувствувате вака? Барем понекогаш. Колку и да ми е понекогаш тешко, колку и тажно да се чувствувам, ти секогаш ми велиш здраво. И толку едноставно правиш да сум насмеан. Драги мои гледачи, а сите вие пред големите и мали екрани, да ви ја позајмам на смевката. И морам да признам дека убаво ти стои и може би ќе ти донесе среќа, не може би, сигурна сум дека ќе ти донесе среќа и воопшто не е важно Тина, драга моја Тина, кога ќе ми ја вратиш. Не сакам ниту да ја вратам на смевката, вела дека е крива што може да исправи многу работи. Но овој пат ние ќе имаме малку поинаков предизвик за нашите две екипи. Дали сте подготвени за еден дуел на насмевки? Да, прв ќе почне Ненад, ќе го замолам да стане и ајде, Ненад, обратим се на нашите гледачи. Насмевката нека биде ваш чадор. Насмевката е без пари, но чуда прави. Но оној кому е испратено го прави богат, а не го осиромашува оној кој ја испраќа. Тој што добива насмевка станува богат, а тој што ја дава не осиромашува. Насмевката блеснува како молња, но нејзиното сеќавање може да остане за секогаш. И најбогатите и најсиромашните можат да си ја дозволат. Таа е секогаш добитна комбинација. Насмевката носи среќа во домот, поздрав на пријателот, помош кога се договара некоја работа. Насмевката е одмор за уморниот, патока за изгубениот, сончев зрак за несретниот. Браво! Сега, драга моја Тина, насмевка без прегратка, некако не ми оди. А кога сме кај прегратките, за кусо време се враќа. Сме кај прегратката, драга моја Тина, црвените повторно подготвија нешто жолтите? Да, една джиновска прегратка преку мене и да исчезне секоја мака која што ја имате како екипа црвени. А во дуелот почнуваме со Повели. Прегратките истовремено се сладки, но и диетски. Верувајте, тие не предизвикуваат кариес. Прегратките се целосно природни, особено оние кои доаѓаат од срцето. Црвени, Тие се без конзерванци, без вестачки адитиви и без пестициди. Прегратките се без холестерол, природно засладени, 100% слободни во природата и може да се рециклираат. Прегратките се лесни за транспорт. Нив не им требаат батерии или израци, тие се во нас.
Преградките се иземени од ночување, тие се целосно обновливи. Црвени? Колку повеќе ги давате, толку повеќе ги добивате. Преградките се заштитени во сите временски услови, тие имаат своја топлина. Толку? Црвени? Не е толку Спасија. Јас чекам преградка да ми подариш. Веднаш ќе допатувам до тебе и една. А имате и сите ви една задача. Секој оној кој што е до вас во екипата можете да го прегрнете. Прегрнете се вие, драги наши дома, и се враќаме веднаш. Треба да го означи почетокот, значи треба да ги видиме испишани телефонските броеви тука вака тарададан. Ај ги рададан. 36. Така убаво ги кажа. Значи очекуваме гледач кој што ќе даде оценка за насмевката и за преградката. Да, јас верувам дека во текот на денот давате многу насмевки, но уште повеќе преградки. Да, ако не е така, тогаш сторете го. Тоа сега веднаш и одма прегрнете некого и подарете му насмевка. Секако и знаеш ти на како вели она мисла, ако сакате да видите насмевка од $1,000,000, погледнете се во огледало. Телефонот звони, кој ни се јавува? Здраво. Да се обидеме сите заедно да кажеме здраво, може? Дали се слушаме? Се слушаме, да. Одлично, кој ни се јавува? Се јавувам од Ачево. Одлично, дали може би некој од овие деца овде во овие две екипи, вие може би родбина, сосед? Да, имаме во жолтите. Во жолтите во моја екипа? Оп, стоп! Но тоа не значи дека вие навивате за жолтата екипа, нели? Не значи дека навиваме за нив, но секако ќе гласаме за нив. Па тоа е исто, не е фер. Еве вака ќе бидеме многу фер, бидејќи денес зборуваме за насмевка и преградка, јас ќе додам со една огромна насмевка до Спасија, уште поголема преградка и ќе ми ветите дека овој поен кој што го чувавте за жолти ќе го подарите и за екипа црвени. Така да и двете екипи ќе си добијат по еден поен од вас. Може. Ете, Спасија задоволна. Денес е денот за насмевки и ќе побарам уште еден гледач кој што ќе гласа за моја екипа. Што е оно што најмногу може да ве насмее? Дали можете да ни откриете тоа? Што ви предизвикува насмевка? Гледачот се исклучи за жал. Мојата сакана. Еве го тука. Кажете уште еднаш? Мојата сакана. Одлично. Браво, убав одговор. Секоја чест. Спасија, љубовта ја прави најубавата насмевка. Ви заблагодаруваме што ни се јавивте. Значи двете екипи добија по еден поен, а лалда ви е честитки и Спасија. Јас се изморив од волку насмевки, сега што е следно? Така е. Малку одмор? Малку одмор, малку поголем одмор и потоа се враќаме со многу интересни нешта во студио и немој ни случајно да помислите да го промените каналот. Ниту насмевка. Да, и преградката. Време е за промени. Wondering if maybe you wanted to go to the ball with me. Mr. Weasley, place your right hand on my waist. Where? Во воздухот веќе лебдат морниците од првата љубов. Is that Hermione Granger with Victor Crumb? You're fraternizing with the enemy. The enemy? Adrenalinot. Hogwarts has been chosen to host a legendary event, the Triwizard Tournament. Од желбата за слава. Harry Potter! How did you do it? I didn't put my name in that cup. I don't want eternal glory. It's blood Moody. Avada Kedavra. The killing curse. Only one person is known to have survived it, and he's sitting in this room. People die in this tournament. Но мрачните сили се враќаат во Хогвартс. Devils are inside the walls. Да им го превртат животот наопаку. Something's coming closer. I can feel it. The Dark Lord shall rise again. Is it Voldemort? Во четврток.
Хари Потер и огнениот пехар. Од лично искуство знам дека све што постигнав во мојот живот е резултат на моето образование, ако не учив перманентно и не се наградување постојано со нови вештини, странски јазици, на различни облаки и програми, немаше да бидам она што сум денес. Тоа е она што се цени секаде во светот. Денеска успешни држави се они што имаат граѓани наоружани со знаење. Успешни индивидуи кои се постојано инвестираат во своето знаење. Современата економија е економија базирана на знаење. Образование е извор на тоа знаење. Потребно ви образование, а вие сте потребни на вашата земја да стане дел на семејството на просператни држави. Јас сум Мајк Зафировски и ја поддржувам оваа кампања. И во ова денешно издание, за да не биде се спасија да биде во делот за практична работа, малку јас ке вмешам прсти со оглед на тоа дека сум точно на граничниот премен помеѓу екипа црвени и екипа жолти, да се потсетиме што се тука се изработува. Во текст изработка на венчиња од свежи цвеќиња, се уште се вапцаат, бојадисуваат великденски јајца, а во делот на територијата на Спасија, кај екипа црвени, се декорираат глинени чинивчиња. Само да прашам до каде сме со работата? Уште малку сме готови. Уште малку сме готови? Добро, ние уште колку ни треба за уште едно венче? Уште малце. 2-3 минути? 2? 5 минути. 5 минути, добро. А јајцата до каде се? Какво јајце правиме? Бубамара јајце? Добро. Тина, имам едно прашање за тебе. Дали знаеш кој се раѓа од јајце? Да, екипа црвени. Не може. Може. Гледај од колку јајцан се излегле волку дечиња, но како и да е, сега нешто повеќе ќе откриеме преку една интересна куклена представа. Значи, драги мои, ќе научиме кој се роди од јајце покрај екипа црвени. Ти не знаеш ништо друго освен по цел ден да кокодакаш. Како да? Зошто да не кокодакам? Па снесов јајце. Бре, голема работа, снела едно јајце, па сега сака да ја разбере целото село. Кому му е потребно да го знае тоа? Можеш да снесеш уште 100, само не сакам да ме будиш од сон. А ти кога лаеш по цела ноќ, јас сум ти рекла никогаш нешто? А ако некој им пречи на луѓето, тогаш тоа си ти. Знаеш ли ти што би било кога не би лаел јас? Ке дојде лисицата, секое пердовчет ке ти го искубе и ке те грабне. Само едно не ми е јасно. Што ке си му ти на човекот? Како да? Ако не ти е јасно, прашај го Стопанот. Леле, доста се карате. Сега ке ти објаснам, Шарко. Ги гледаш ли овие жолти пиленца? Тоа се малецките на кокошката. Таа е нивната мајка. Добро да го знам тоа. Меѓутоа, кокошката не ги раѓа пиленцата како што те родила тебе твојата мајка. Таа несе многу јајца. Некои ги јадеме, некои ги вапцуваме за Великден, некои кокошката ги квачи и од нив се изведуваат овие пиленца. Како да? Тога Шарко ме викаат квачка. И да ти кажам дека воопшто не ми е лесно. На јајцата треба да лежам и да ги топлам 21 ден. Знаеш ли колку многу е тоа? И јас, се испилив и јас, и јас, се испилив и јас. Шарко, а да знаеш само колку е тешко да се живее во јајце. Внатре е темно, ни прозорец, ни врата има. Толку е тесно што нема каде да се свртиш. Цел ден си седам внатре и не знам дали е ден, дали е ноќ.
теленце. Но Шарко никогаш не ќе може да го разбере тоа. Пак, пак. Штом зајакнав, решив да излезам од јајцето. Чукнав со клунот, ама џидовите на јајцето се тврди, а потврди од камен. И клунчето многу ме болеше. Едно утро, како што удирав со клунот, слушнав едно силно крак и јајцето се скрши на две половинки. Тогаш го видов сонцето и убавините околу мене. А најмногу се израдував кога ги видов мама и тато. Пак, вистина! И јас се почувствував исто како тебе. Пак, и јас се испилив од јајце. Најмногу се израдував кога мама ме однесе до езерцето да пливам. Пак. Слушаш ли, овчичке, што зборуваат овие? Ха, баш се чудни. Како можеш да се испилиш од јајце? Па мене не може да ме собере во едно јајце. Многу сум голема. Мене мама ме родила како мало теленце. Да, и мене мама ме родила како мало јагненце. Да? Сега, Шарко, јасно ли ти е зошто кокодакам? Шарко се засрами поради своето незнаење и се скри во својата кукичка. Драги мои, видовме кој се роди од јајца преку музиката на Крисијан, бидејќи сум во негово друштво, тој свири на гитара, ќе се роди нашата победа. Црвени аплауз, се согласувате со мене? Се согласувате. Крисијан, како си ми? Супер. Кажи ми колку време ти свириш на гитара? 2 години. 2 години, кажи ми вака сега, кога има некој роден ден или кога летно време одиш на плажа, ја зимаш гитарата со себе и ги собираш сите и главен си? Да. Браво, аплауз, ова ме радува. Со што ќе се представиш? Со композицијата Буре од Јохан Себастијан Бах. Подготвен? Да. Аплаузи, ајде сите да уживаме, ти нас слушај внимателно. Аплауз, ете, така, значи видовме
го видовме Кристијан, кој што се покажа со своето убаво свирење на гитара. И сега ќе ги видиме Кирил и Дејан. Тие се занимаваат со спорт. За каков спорт ќе ни откријат самите? Со фудбал. Со фудбал. Колку време тренирате и каде да Каде? У Вардар. Работнички. И сега сте некако лути противници или сплотени сте? Заедно сте. Со што ќе ни се представите? Односно ќе го предизвикате Кристијан? Со джонглирање. Така, инаку за кој тим навивате? Манчестер Юнайтед. О, еден глас, браво, аплус! Повелете и ајде да видиме со што ќе се представи жолтата екипа на Тина. Браво! Сега е време за гледач, втор гледач, значи 3:22, 22, 36 и конечно се надевам дека овој гледач ќе гласа за црвената екипа и дека се црвено ќе гледа. Јас вака мудро си седам, си молчам и не ми се верува, не е човек да те остави сама. Значи, жонглерите, оно што можете да го видите, жонглерите ќе ги замолам само да дојдат на сцена. со фудбалската топка, еве, уште еднаш да потенцираме. Представници од екипа жолти, ве молам. Браво. Значи, спорт против музика. Епа, сега кој ќе победи, тоа ќе видиме, Тина. Не, немаме ништо против музика, но секако моравме да покажеме дека знаеме да бидеме фантастични со фудбалска топка. Во меѓувреме подсетуваме 3:20, идва 20, идва 36 е бројот кој што го кажува најдобро Спасија, но вие сте тие кои што знаете најдобро да го завртите и да бидете дел од ова издание. Подсетување од екипа жолти, предо молчевме, време е да се подсетиме како навиваме. Повелете. Жолти сме! Добро, Тина, знаеме дека сте жолти и ги гледаме. Имаме некого на линија. Добар ден, кој ни се јавува? Слушнав дека телефонот звони, се надам дека нема... Еве го. Здраво. Девојче. Кој ни се јавува? Јана. Јана, од каде ни се јавуваш? Јана? Од каде ни се јавува Јана? Од Ѓорче. Од Скопје, од Ѓорче Петров, населба. Од Ѓорче. Јана, злато, кажи ми сега дали имаш ти свој фаворит? Дали повеќе ти се допадна наставот со музика, подобро да речам буре од Јохан Себастијан Бах, или пак фудбалските вратоломи и жонглирања со фудбалска топка од екипа жолти? Тина, ти секогаш кога ќе ги прашаш гледачите, ти е вело дека навиваат за тебе. тебе. Добро, Спасија, прашај ги ти. Еве, јас молчам. Се шегувам. За кого навива Јана? Јана? Гласам за црвените. За црвените! Јана, благодарам што ја расположи Спасија. А како и да е, јас ќе си дозволам и ќе си дадам бот на екипа жолти. Може, така црвени да им пратиме бакнежи на Јана, бидејќи ни даде поен, но Тина нема сега ти да дадеш поен за жолтата, бидејќи нели претходниот гледач даде поен за тебе, овој гледач даде поен за мене и сега сме изедначени. Јас те честав поен, како и да е, Спасија, мислам дека е време да уживаме во нешто поинакво. Велиш ти за музика нешто? Да, знаеш ли ти, покрај тоа што екипа црвени излегуваат од јајце, дека јајцата на екипа црвени имаат и своја химна? Знам, ама не знам дали овие ученици имаат своја химна. Имате? Да чујам, појадувавте утрово, да.
Ајде гласно. Да! Види црвени. А јас ќе ти откриам хипната за јајцето. Ајде, може. Mnogo životnih se rodija od jajce. Mnogo životnih se rodija od jajce. Od jajce se rodi pajapot. Od jajce se rodi šabada. Od jajce se rodi temperutkata. Od jajce se rodi pticata. Od jajce se rađa život nov. Jajce to je hrana prava, polna je so vitamini. Jajce to je hrana prava, polna je so minerali. Jajce to pojademe, vkusna hrana pravime, sekate go slavame. Jajce to go bojme, i na nego slikame. Jajce to go bojme, za velike se kršime. Mnogo životnih se rodija od jajce. Mnogo životnih se rodija od jajce. Od jajce se rodi pajapot. Od jajce se rodi šabada. Od jajce se rodi temperutkata. Od jajce se rodi pticata. Od jajce se rađa život nov. И започнавме, нели, волшебно прекрасно. И сега и ќе завршиме така, со оглед на тоа дека ќе ве потсетам дека денешен судија и кој што мудро и мирно ја наблюдуваше целата ситуација помеѓу екипа жолти и екипа црвени е нашиот драг гостен, уште еднаш да го поздравиме, Тихомир Весковски, солист на тамбура и воедно раководител на Народни инструменти при Македонската радиотелевизија. Сега како ви изгледа? Одлично. За да биде уште поодлично и конечно и двете екипи да се изборат за последни поени, јас од моја екипа жолти ќе ја поканам Бојана. Ве молам поддршка, запршка за Бојана. Бидејќи сакам Бојана да ми открие и реши една дилема. Мене Бојана не ми е воопшто јасно. Великден помина, замина, ние се уште бојадисуваме великденски јајца. Зарем тоа смееме уште да го правиме, до кога трае? Па сега ќе ви објаснам. И покрај тоа што Великден помина, сепак во текот на 40 денови од Великден до Спасовден луѓето се уште бојадисуваат јајца, се уште се поздравуваат со Христос воскресе и се поздравуваат со вистина воскресе. Овој празник е и заштитник на Драчево, бидејќи црквата во Драчево го носи името Свети Спас. Одлично. Сега се појасно. Но кога зборуваме за Драчево, мораме да откриеме што е оно што е со традиција, со долги години, оно што го изработуваат екипата на Спасија, екипа Црвени, како представници, значи ќе се јават Павле и Теодора. Дали може еве да ни откриете? Теодора, што ќе ни кажеш ти? Покрај градинарството и земјоделието, Драчево било познато и по грнчарскиот занает, кајладжискиото и многу други. Одлично. Павле, ти што ќе додадеш? Гледам еден прекрасен петел, веќе го добојадисуваш. Да. Добро. Во близина на Драчево има наоѓалиште на глина, па во минатото младите невести си ја миеле косата со глина. Со глина, така глината има многу лековито значење, тоа знаеме. А дали ние
Ја имаме вистинската формула за да процениме кој е победник. Не, се уште не ти најаве, јас ке ти кажам. Еве, Спасија, секога не треба тука. Леле! Бидејќи моите остана недоречени и тоа мора да го сторат сега, веднаш и одма. Така е, зашто ќе ни кажеш ти? За Ѓурѓев. За Ѓурѓевден исправи се, подготви се и повели да кажеш на тина и на нашиот гостин и се надевам ќе ни донесеш поен. Може? На 6 мај беше празникот Ѓурѓевден, најголемиот пролетен празник, со кој се празнува будењето на пролета. Нашата општина Киселавода беше овој празник со години назад го празнува со низа свечености и разновидна програма. Секоја година се одржува цветно дефиле. Така и оваа година, па затоа ги поздравуваме сите учесници. Браво! Голем поздрав! Но... Така, Спасија, јас ке ти отстапам простор, таму е време да откриеш зошто денес е важен денот, затоа што е светски ден, сега ќе ти кажем мојот представник. Повели Марио беше? Да. Ајде, Марио, да им кажеш на нашите гледачи. Денеска е светскиот ден на Црвениот крст. Така, бидејќи е светскиот ден на Црвениот крст, ке повикам уште некого тина, може би тоа значи дека мој скрие надут или доаѓа од твоја екипа. Од моја екипа, ајде да надут, не разбирам. Спасија, ова е поддршката што ние ќе ви ја дадеме. Така, представи ни се. Сара од жултата екипа. Сара, жултата екипа. Браво, Сара, браво за Сара. Сара. Денеска е 8 мај, денот на Организацијата на Црвениот крст. Хуманитарна и важна акција. Во нашето училиште организацијата вредно, упорно и неуморно работи. Поради тоа учествуваме во многу важни акции, хуманитарни и собирни. Како што се собирањето на средства за болните и сиромашните, собирање облека за сиромашните и посетување на стари и изнемуштени лица. Така е, аплаусиране да ги подсетиме сите гледачи да бидат хумани секојдневно, Тина, и ајде да прогласиме победник. Но малку поинаку пред да прогласиме победник, значи денеска имавме чест и задоволство да уживаме во звукот на тамбурата, народен инструмент. Еве, открите ни е која магијата значи да се совлада и да се стигне до вашиот пат, да се стане солист на тамбура. И колку денеска се популарни и значајни за младите народните инструменти. Секако талент, желба талент и желба да се музицира на овој инструмент, а денеска видоме и на дело дека се сака фолклорот и се негува нашата фолклорна традиција, како играорна, така и инструментална. Сведоци сме дека на секаде веќе ги среќаваме и тамбурата, кавалот, гајдата, тапанот. Има доста млади таленти кои негуваат и по училиштата, и знаеме и во музичкото училиште. И приметив и некни во Драчево приметив на Сеир, многу млади деца играа. Беше се надевам дека некој од овие деца бе и на Сеирот. Нели некој беше? Бете ли на Сеирот? Да. Така, убаво. Сега ме интересира дали имате вие вистинско решение за тоа како да победи црвената екипа. Па Спасија, ти веќе ме крунисуваш. Благодарам, јас сум победник. Како не се, може. Многу, знаете што сакам да направите за мене, Спасија? Кога би звучеле како музика. Ти на времето не не би кази. инспирирале како би звучело контактна училишна програма на тамбура? Многу весело. Како тоа може ли да го чуеме на микрофон? Ајде да го поздравиме со аплауз овој перформанс сега што ќе го чуете.